Точно 120 години Македонија е без својот најголем син, без големиот стратег, без визионерот, без стожерот и апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Велат дека времето ги лекува сите рани, но ниту по еден век и 2 децении таа рана наречена Гоце Делчев се уште боли. Се уште пече, се уште не кани да направиме навраќање на тој ден. На денот кој донесе ненадоместлива празнина за најсветата организација, за македонското револуционерно јадро, но и за целата татковина и незините граѓани, возлюбени во своите прастари македонски корени. И тоа на 4 мај 1903 година во селото Баница, Серско. Во спомен на тој злокобен ден, а во чест на најголемиот македонски син, еве сме повторно собрани на Струмичкиот плоштад кој го носи името Гоце Делчев. Еве сме исправени пред најголемиот споменик на Делчев во нашава земја, кој за наша среќа се наоѓа токму во нашата Струмица. Тука сме, по кој знае кој пат да му се поклониме на македонскиот великан, да си спомнеме за неговиот живот и дело и да му се заблагодариме за се што стори за нас и за нашата татковина. Гоце Делчев заслужува едно такво чествување како ниеден друг лик од македонската историја. Овој ден ни ја наметнува потребата, повторно, макар накусо, да се подсетиме на неговиот кус, но исклучително богат животен и револуционерен пат. Гоце Делчев е роден во Кукуш на 4 февруари 1872 година, како прво машко дете, а трето по ред, во многобројното семејство на Никола и Султана Делчеви. Тој уште од најраната возраст се одликувал со позитивни карактерни особини, со силно изразено чувство за заштита на послабите и починетите. Се случувало тоа во времето кога мештаните ја воделе борбата против Цариградската патриаршија. На 6 годишна возраст Гоце тргнал во училиште, во Кукушката прогимназија и бил примерен ученик, желен за знаење. Како дете се дружел со македонците, турците и ромите. Уште од тогаш се истакнувал со космополитизам, а не со национализам или шовинизам. Во тој дух и воден од социјалистички идеи го продолжил својот живот и го градел своето дело. Образованието го продолжил во Солунската машка гимназија, каде што водел таен ученички револуционерен кружок, за потоа да се запише во военото училиште во Софија. По враќањето од Софија станал учител во Штипското Ново село, каде се сретнал со Даме Груев. Во меѓувреме, Делчев се вклучува во раководството на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во неколку наврати бил затворен од османлиските власти, но поради немање на цврсти докази за неговото револуционерно дело, секогаш бил ослободуван. Учествувал на Солунскиот конгрес во 1896 година, на кој бил усвоена новата идеологија и стратегија на организацијата. Заедно со Ѓорче Петров биле одредени да изработат устав и правилник на тајната македонско-одринска револуционерна организација, во која подоцна била преименувана во внатрешна македонска револуционерна организација. За да им се посвети целосно на своите револуционерни активности, Делчев решил да ја прекине својата учителска дејност, пошто следуваат бројни негови ангажмани за јакнење на организацијата и за мобилизирање на што поголем број луѓе по местните комитети на целата македонска територија. За сето тоа време, Гоце на дело ја покажувал својата големина како човек и стратег. Големина која се карактеризирала со безпрекорниот интелект што го поседувал. Како резултат на тоа, дури и представниците на Отоманската империја имале респект и почитување кон него. Но и тој самиот знаел да каже: "Јас не ги мразам османлиите како народ. Јас војувам против османлиската тиранија како владеачки систем." На почетокот на минатиот век се повеќе се актуализирала потребата од кревање востание против тиранијата, за ослободување и независност на македонската земја.
Таквата идеја на почетокот ја поддржувал и самиот Делчев, но сметал дека таквото востание треба да биде добро организирано. Тој категорично го отфрлил решението за кревање востание донесено на Солунскиот конгрес, одржан во 1903 година, сметајќи дека таквото востание би било предвремено и осудено на пропаст. Случајот со подоцнежното и Линденско востание, кое по 10 дена беше задушено во крв, укажува на тоа дека Делчев бил целосно во право. Со намера да го спречи кревањето востание, Гоце Делчев одлучил да пропатува низ земјата за да ги разубеди членовите на организацијата и со повлекување на донесеното решение да ги одврати од таквата намера. При таа мисија, револуционерниот демократ, трибун, деец и апостол на македонското револуционерно движење го положи својот живот на денешен ден во селото Баница, погоден од непријателски куршум. Тој настан од пред 120 години и ден денес е причина за тагување, но и причина за чествување. За Гоце Делчев заборав не смее да има, а од неговите зборови јас го разбирам светот како поле за културен натпревар помеѓу народите, како ние, така и сите идни македонци, треба многу да учиме. Гоце е нашето вчера, денес и утре. Гоце беше и останува дел од нас, а споменот за него треба да го негуваме за век и веков.